Hello Facebook, hello YouTube, јас сум Мето и во ово видео ќе читаме вицови. Започнуваме со првиот виц. Си било едно лошо прасе и еден ден тоа се шетало низ шумата и ја сретнало добрата вила. И таа му рекла: јас на тие кои ќе ме најдат им исполнувам по 3 желби, но бидејќи ти си едно лошо прасе, тебе ќе ти исполнам само една. Кажи ми која е твојата желба. Па цркни, и рекла прасето, тоа е мојата желба. Бегал некој дедо од смртта и се скрил во некоја градинка за да не го препознае смртта и седнал да руча со децата. Доаѓа смртта, го гледа и го прашува: "Што правиш бе?" "Еве лучкам." Лучкај, пак идеме на папа," му рекла смртта. Мајка и бебе патувале во автобус. Бебето почнало да плаче, мајката почнала да го дои, но тоа не престанувало. "Јади, оти ќе ја дадат на чичкото," му рекла мајката. Поминало некое време и човекот до неја не издржал и рекол: "Госпожи, ако ја давате, давајте ја, бидејќи јас веќе трета станица испуштам." Селскиот поп имал врска со наставничката и како што обично се случува, таа забременила и родила машко дете. И му рекла: "Ти си го правил, ти си го гледај." Видел не видел, доктор го прибрал детето. Следниот ден кај докторот пристигнал селскиот поп. "Докторе, помаги, целиот сум поден, ќе експлодирам." Докторот му удрил една анестезија, му направил неколку финти и го ставил бебето до него. По еден час попот се разбудил и рекол: "Свака ти час, доктор, како ми олесна и стомакот ми спадна." "Ке спадне како нема да спадне," му рекол докторот, "види какво убаво дете си родил." Попот се зачудил, но го земал детето. Поминале години, на смрт на постела попот го викнал момчето и му рекол: "Сине, јас имам една тајна, сега ќе ти ја откријам. Јас не сум ти татко, јас сум ти мајка. Татко ти е поп Киро од соседното село." Се јавува некој човек во радио и вика: "Ја најдов новчаник." "Добро, и што најде во него?" "Па имаше 1500 евра, 150.000 денари и лична карта на име Зора." "Добро, и што сакаш сега?" "Па ништо, ако може една песна за Зорањето." Една жена седала во авион до свештеник. Во текот на летот го запрашала: "Оче, може ли да ве замолам за една услуга?" "Секако, ќерко моја, ако сум во можност, веднаш ќе ви помогнам. Знаете, јас купив еден многу скап и посебно добар апарат за депилација, но се плашам дека ќе треба на царина да платам многу за него. Ќе може ли да го скриете под вашата наметка?" "Би можел, ќерко, да го скрием под мојата наметка, но проблемот е што јас не можам да лажам, туку дај ми го ти апаратот, а јас ке смислам нешто во меѓувреме." Кога слете на аеродромот, цариникот го прашал свештеникот дали има нешто да пријави, а овој му одговорил: "Од глава до половина немам ништо за царинење, сине мој." Збунет цариникот препрашува: "А од половината надоле?" "Тука доле имам еден апарат за жени кој се уште не е употребен." Цариникот гласно се насмеал и викнал: "Следниот ве молам." Починала некоја мирна девојка и оди кај Господ. "Господе, јас живеев честно. Не пушев, не пиев, не одев по мажи. Каква награда ќе ми дадеш за тоа?" Господ се замислил и наредил: "Дај ти и крилја." "О, ќе ме направиш ангел?" "Не, гуска," ја одговорил Господ. Новинарка ја пратиле да интервјуира неколку овчари кои виделе во земјани. Меѓу другото станувал збори и за тоа како живеат сами во планината по 7-8 месеци без да видат друг народ. Новинарката ги прашува: "Како издржувате без жени толку време, без секс во главно?" И овие и одговориле: "Па добро, од време на време ќе кажеме дека сме виделе во земјани и ќе ни испратат по некоја секси новинарка." Влегол Перо во кафуле и, кога стигнал до шанкот, гледа на него сад полн со книжни евра. Му фатиле опцеп и го прашува келнерот: "Еј, што е ова?" Келнерот веднаш му одговорил: "Внатре ставате 100 евра, ние ви даваме 3 задачи, ако ги направите се е ваше." Перо прашал: "Добра, што треба да направам?" Келнерот го погледал од глава до пети па му рекол: "Прво треба на екс да испиете литро ракија, без никакви гримаси на лицето. Потоа треба да отидете во дворот и на бесниот питбул да му го извадите болниот зап. На крајот треба да се качите горе на кат и да водите љубов со госпоѓа која има 70 години." Перо извадил 100 евра и ги ставил во садот.
келнерот му дава флаша ракија и тој ја испил. Очите почнали да му солзат, но ја испил целата без гримаса. Го треснал празното шише од чанк и тргнал кон дворот кога теичите лево десно. Кога ја затворил вратата зад себе се слушнало лаење, паражење и на крајот цвилење. После 15 минути Перо се вратил во кафаната, се потпрел на шанкот и рекол: "Добро, а каде е сега таа бабата со полниот зап?" Разговараат Мујо и Хасо му вика на Мујо: "Денес бев на базент и за пола саат ми избрка од базентот." "А зошто?" го прашува Мујо. "Па мочав во базентот." "Па добро, што има врска тоа, сите мочаат во базентот." "Абе јас им го кажав истото," му рекол Хасо. "Ама тие ми рекоа сите мочаат во базентот, ама никој како тебе од скокалница." Една богата вдовица се решила дека е потребен уште еден маж во својот живот. Па објавила оглас во весник. Богата вдовица бара маж со кој ќе го сподели остатокот од својот живот и своето богатство. Кандидатот треба да ги исполнува следнивите услови: да не помисли да ме тепа, да не избега од мене после некое време, да биде одличен во кревет. Неколку месеци телефонот и звончето не престанувале да звонат, но никако не се појавувал некој кој ќе ги задоволува сите три критериуми. Пред речиси целосно да се откаже од потрагата, се појавил нов кандидат на вратата. Отвара и изгледува маж без раце и без нозе како лежи на чергичето. "Кој си ти?" го прашува таа. "Што правиш тука?" "Здраво," одговорил човекот. "Јас сум маж до твоите соништа. Немам раце, па не можам да те тепам, и немам нозе, па не можам да те избегам." На тоа вдовицата му одговорила: "А зошто мислиш дека си добар во кревет?" "Па што мислиш како задзвонев?" и одговорил човекот. Врвни социолози, психолози собрале американец, русин, израелец и македонец и ги ставиле пред голема бездна, пред Гранд Каньон, и ги испитувале што би ги натерало да скокнат. На американец му рекле дека има order from the president to jump, наредба председател да скокне, и тој одма скокнал. Но русинот му покажале бездната и му рекле за Матјушка Русија, за мајка Русија, и овој уште на пола реченица скокнал. На израелецот му припишале 3 банки, не сакал. На четвртата банка скокнал и тој. Попусто било со македонецот, ни со премиери, ни за татковинска љубов, ни за банки не икел да чуе. Малку се замислил за понудата од 1.000.000 евра, ама пак не скокнал. На крајот еден од психолозите со балканска жичка под дело ставил знак пред провалијата забрането скокање. Македонецот само блево го погледнал знакот, проморчел и проморчел. "Море вие мене, мамето ваше", и главечки скокнал. Трпана го прашува Трпе: "Трпе, абе ти со која крпа си ја бришеше главата?" "Со таа зелената." "Абе Трпе, јас со таа зелената си ја бришам долната." "Па затоа јас сум цел ден како ебан во главата," одговорил Трпе. Дечко и девојка седат на клупа и девојката му вика: "Срце моје, те сакам најмногу на цел свет, ама морам да ти кажам дека имам проблеми со срцето и денови ќе се правам операција, а не знам дали нашле донатор." "Не се секири," и рекол момчето. "Зборев со таткото и ми кажа дека нашле некој, се ќе се среди." После операцијата се буди, девојката го гледа таткото и го прашува: "А каде е срцето моје на љубов? Каде е дечко ми?" "Ех, мила, што мислиш ти, кој ти беше донатор?" Девојката рекла: "Леле, не, се заебава мори, не се дери, отиде да Кења," и рекол таткото. Зоки Поки го прашува татко си: "Тато, имаме задача во училиште да напишеме што е тоа невкусна шега." "Невкусна шега ти е, сине, кога мајка ти ме лажеше дека користи контрацепција и така те создадовме тебе." Мајката: "Глупости, невкусна шега е кога татко ти ме убеди дека е шеф на голема компанија и дека работи и се познал со многу видни луѓе, а излезе дека компанијата му била кафаната, а видните луѓе другарите пијаници." Одела некоја овца по патот и кога сакала да помине низ една ограда, се заглавила. Поминува тука некој американец, ја гледа овцата и си вели сам во себе: "Ех да беше ова Мерлин Монро", и си заминува тажен. Не идува французинот и си вели: "Ех да беше ова Бриджит Барнс."
По него оде англичанецот, да беше Анджелина Джоли. Поминува Мујо, ја гледа овцата и возивнува. Да беше темница. Ристи ја викнал мајка си на ручек. За време на ручекот таа забележал дека нејзиниот цимер, Перо, е многу згоден и мускулезен. Таа веќе подолго време се сомневала дека тие двајца се нешто повеќе од цимери, па го запрашала Ристи дали е во право. Ристи ја уверува мајка си дека се само цимери и ништо повеќе од тоа. Една недела подоцна Перо го прашува Ристи дали си ја видел некаде убавата лажица за супа. Ја нема од кога мајка ти ни беше на ручек. Валјда не ја земала она. Ристи не се сомневал воопшто, но сепак ја пратил мейл на мајка си. Драга мамо, не велам дека ти си ја зела или дека не си ја земала лажицата за супа, но за чудо од кога ти беше кај нас на гости, никаде ја нема. Поздрав, Ристи. Неколку дена подоцна стигнува одговорот од мајката. Драг синко, јас не велам дека ти спиеш или дека не спиеш со Перо, но за чудо ако Перо спиеше во својот кревет, веќе одамна ќе ја најдеше лажицата за супа. Трпе решил за годишнина од брак да ја однесе Трпана во некој ексклузивен ресторант. Нарачале специјалитетот на куќата, полжави, и Трпана не знаел како да ги јаде. Го гледа Трпе како ги шмука еден по еден. Пробува и таа шмука, полжавот не излегува. Дзирка внатре и што да види. Полжавот се фатил за дзидот и вика: "То, маче, то!" Еден наркоман ја води својата киркичка во градинка. Киркичката сакала да се пошегува со таткото и со прстот покажала нагоре и извикала: "Тато, тато, види крокодил." Наркоманот погледал нагоре и одговорил: "Есене миричка, одат на југ." Фатил некој селанец, златна рибка, и оваа му рекла: "Добар селанец, пушти ме и ќе ти исполнам 3 жалби." "На кого бе ти селанец?" рекол овој и ја задавил. Глув човек фатил златна рибка и ја испржил. Баксус човек фатил златна рибка и му умрела. Влегува Цветко во аптека и прашува: "Имате ли кондоми со вкусна цреш?" Аптекарката му одговара: "Немаме." "А имате ли со вкусна јагода?" "Немаме." "А со вкусна портокал?" "Ни такви немаме." Во тој момент се умешал дедото што чекал во ред. "Синко, ти ќе ебеш или ќе правиш компот?" Си биле 12 свештеници и требало да полагаат завршен испит за да добијат диплома, и на крајот му носат голи девојки и им вика: "Сега на кој ќе му се дигне, нема да има диплома." И на алатите им ставиле по едно звонче. И на звончето на еден од кандидатите затракало и му паднало на земја. И он се наведнал да го земе, ама вака наведнат и завртен со грб према другите 11, само што се наведнал и сите останати 11 звончини почнале да тракаат. И диплома аш. Си бил некој мафијаш во некоја кафана, а до него имал 2 убави девојки, од кои едната многу му се допаѓала. Ама не знал како да ја пријде, се мислел и на крајот го изведил пиштол и ја рокнал, ја убил едната и се пуштил на другата со зборовите: "А што така убава девојка, а сама?" Си биле еден штурец и една мравка. Тие биле добри пријатели. Цела есен мравката вредно работела и собирала храна за зимата. Не се сончала, не уживала во вечерното заедисонце, ниту пак трошила време на седенки со пријателите, пиејќи пиво после работниот ден. За тоа време штурецот само пеел по градските барови со пријателите. Не се изморил ниту за минутка. Пеел и преку целата есен, играл се, сончал, уживал бескрајно, не грижејќи се за ладното време кое доправа до ајдол. Дошла зимата и малата мравка, изморена од напорната работа, се повлекла во својата кукичка, преполна со храна. Касно вечерта некој затропал на вратата и кога мравката отворила, за изненадување го видела својот пријател штурец во Ферари и скапоцена крзнена бунда. Штурецот рекол: "Замисли, минатата недела пее во еден бар и еден продуцент ме слушна и му се допадна мојот глас.
Потпишав договор за шоу во Париз. А ти сакаш ли нешто од Париз? И рекол штурецот. Да, му одговорила мравката, ако го сретнеш Ла Фонтейн, авторот на басната, речи му да оди у пичку материну од мене. Отишол муе во Америка и зел стан под кирија, не знаејќи дека во него има глувци. Почнал да размислува да му се јави на газата и да се жали, ама проблемот е во тоа што не знаел англиски. На крајот му се јавил и му рекол: Hello, hello, одговорил газата. Tom and Jerry, do you know? Yes, I know, збунето одговара газата. Па Jerry, fool. Баба добива пакет од внукот од војска и гледа внатре една бомба, кашикара и едно писмо на кое пишувал: Бабичке, ако ја повлечеш оваа алка, ќе добијам 3 дена отсуство. Мајка и син. Зошто вчера си подарил на баба ти фудбалска топка за роденден? А детето ја одговора: зошто таа секогаш ми подарува книги? Оди мајка на гости кај син домазет и му носи палма за подарок. Звони на вратата ја пречекува сватот. О, сваќа како е. Пред 2 години ни го донесе мајмунот, а сега и дрвото ни го носиш. А? Се пријавил Трпе за работа заедно со уште еден англичанец и французин во ЦИА. Таму ги однале на тестирање и ги подложиле на сите најтешки тестови: сноѓење во природа, изгладнување, преживување без вода, борба гради во гради и така натака. Успешно ги поминале сите пречки и стигнале до последната. Им ги довеле на сите супругите, ги сместиле сите во посебни соби, им дале по еден пиштол и им наредиле да ги убијат своите жени. Влегува англичанецот, вдишува длабоко, репетира, мишани, но се откажува. Ција, ама ова ми е супругата, рекол англичанецот. Влегува французинот, замижува, укрева пиштол, но и тој се откажува. Влегува Трпе и се слуша бам, бам, бам. Поминуваат неколку секунди и се слуша кршење низ просторијата, врескање, плачење. Излегува Трпе после 5 минути, цел крвав и вели: ми дале ќорци, па морав да ја докречам со столчето. Иде некоја баба во златарија и вика: имате ли ланче со буквата В? А, баш такво немам, баш со буквата В немам. Леле, и сега што ќе му купам на Вилипчето за роденден, рекла бабата. Рано наутро, минус 10 степени. Во автобус се качува баба и застанува до еден младич. Нема ли да ми го отсапиш местото, му рекла бабата. Бабо, имаш 20 слободни места позади. Има, да, ама твоето е затоплено, му рекла бабата. Во болница лежи човек кој е скоро пред умирање. Дошло. Дојдел попот да го исповеда. Седнува до него на креветот и го прашува: синко, кажи ми ги твоите гревови. О, извини, гледам дека не можеш да дишеш, не па да зборуваш, му рекол попот. Нати еден лист си пенкал и напиши. Човекот напишал и умрел. Попот го земал листот и прочитал: копиле, стани од цевката за дишење. Во одел за интензивна во Скопје секоја недела, точно во 11 часот, умираат пациенти во ист кревет, без оглед на нивната состојба. Лекарите станале многу загрижени поради тоа што не може да ја утврдат причината за смртта на пациентите. Некои дури претпоставувале дека се појавувала некоја надприродна сила во тоа време. Еден ден тие се одлучили да се соберат во недела во 11 часот и конечно дознаат што се случува тоа време во собата. Некои од нив дури дојдоа со дрвени крстови, бели лукови со цел да се заштитат од злото. Кога часовникот означил 11 часот, влегла чистачката во собата, го исклучила системот кој го одржува пациентот во живот и ја вклучила прошмукалката. Баба Трпа на умирање му рекла на внукот: слушај, внучко, јас тебе во наследство ќе ти ја оставам мојата фарма. Има многу ниви, штали, трактори, плюс 50 милиони евра. Леле, бабо, па јас појма немам дека си бидат
била толку богата. А каде ти е фармата? Бабата со последниот здив прошепотила. На Фейсбук. Умрел Перо и откако го закопале, жена му дошла на гробот и рекла: да се превртиш онолку пати колку што ми изневери. По неколку месеци умрела и таа и отишла во раја. Па го прашал Свети Петар: каде е мажот ми? А кој ти е маж? Ти е прашал тој. Па Перо. А, Перо вентилаторот, одговорил Свети Петар. А Цветко имал баба комшивка со голем двор. Едно са бајлес станува и што да види кај неа. Федерер и Надал играат тенис во незиниот двор. Овој се крсти. Мори комшивка, што е ова? Ја прашува. Абе, што е? Одговорила таа. Фати златна рибка, ете тоа ти. Што збориш? Дај ми ја таа рибката, па ќе ја вратам, ми рекол тој. Арно бе, земе, ама малку е наглува, да знаеш. Ако дај ми ја малку, ми рекол човекот. Го зел човекот аквариумот од златното рибче и отишол дома, а после пола сат ти го се враќа. Да, ти евам рибчето, да ти евам, ми рекол. Јас си велам париња, таа ми дава јариња. Јас си велам улај чупчиња, таа ми дава улај џупчиња. Ти реков од тие наглува, му рекла бабата, па ти што мислиш дека јас на вистина и побра врвен тенис? Некој наркоман почнува да се работа во циркус. Го прашуваат што може да направи, а тој одговара: јас можам да рипнам од највисоката точка во циркусот без никаква мрежа да ме чека долу. Никој не поверувал, ама тој се качал горе, рипнал и фиу се расплескал долу ка палачинка на арената. Сите дигаат паника, нема пулс, викаат брза помош, го подготуваат за операција и докторот му стави еден толков голем шприц морфиум во него. Човекот, батката рипа од носилката, свечка крставица, ги расширува раците и вика: хоп! Полага плавуша за возење и инструкторот ја прашува како се пали моторот. Плавушата го прашува: а можам ли со своји зборови? Секако, и одговора инструкторот. И плавушата почнува: брм 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 брм. Баба и дедо гледаат телевизија. Ова веќе не личи на ништо, рекла бабата. Срамот, само секс даваат на телевизија. Бабо, и рекол дедото, на национална географија сме. Стави ги очилата да видиш дека мајмун јаде банана. Жена сонува страшен сон и се буди со врескање. Мажот се буди и ја прашува: душо, што ти е? Сонува дека ме бркаат човекојатци, а пред мене бездна. Немав избор и морав да скокнам. За среќа успеав да се фатам за една гранка која што стрчеше од карпите и се разбуди. Гледаш, те спаси гранката, и рекол мажот. Сега ќе те молам да ја пуштиш и да продолжиме со спиење. Влегува баба во преполн автобус. Никој не сака да стане. Стигнува до последниот ред и гледа наркоман. Па го прашува: дечко, стари ми се коски, не можам да стојам, сакаш ли да се заменим? Што? Па јас да бидам баба? И рекол наркоманот. Дечко разговарал по телефон со девојката, па за да докаже колку ја сака, и рекол: за тебе би прескокнал реки, би запалил зграда, би се борел со мечка и сето тоа само да ја видам твојата сладка насмевка. О, колку си мил, ајде дојди кај мен. Ајде утре, миличка, денес врни, и рекол дечко. Некој баба и дедо лежале сладолед во парк и на бабата и се присакало. Предложила таа на дедото, но овој тажно одговорил: аби јас сакам, ама тој не сака. Бабата ги земала стопчината од сладоледот, па ги врзала околу алатот на дедото. На дедото му пошла од рака, па завршиле работа. После некое време јајниците на бабата прокоментирале: абе, секакви имаат влегувано, дебели, тенки, големи и мали, ама то сега не сме виделе да влегува некого со патерици. Се собрале докторите од цел свет и решиле да проверат дали русокоси се навистина глупови како што ги прикажуваат во сите вицови. И како ги го направат тоа? Поставиле оглас за која сака да се пријави доброволно за операција на мозокот. Колку само да видат што како има во главата и повторно ја сошија. Се пријавила само една русокоса, отишла на операцијата и отворила главата. Кога внатре што да видат? Внатре немало ништо, црна темница. Освен една жица попреку од едниот крај до другиот. Си рекле можеби во неа има нешто. Сакале да откријат за што служи таа жица и ја пресекле. И што се случило? И паднале ушите.
Маш стои во супермаркет, зад него стои Русоко си му засмешка. Се изненадал што таква убавица му се смешка, па ја прашал: "Извинете се, познаваме од некаде?" "Па може би се лажа, може би не. Но мислам дека вие сте татко на едно од моите деца", му рекла таа. Му се враќа филмот наназад, на ситуацијата кога еднаш бил невер. "Боже, дали сте вие стриптизерката од мојата ергенска вечер, со која пред сите имав секс на масата за билијард?" И на сет глас викав: "Оле, оле, вива ла вива." "Не, јас сум наставичката по англиски јазик на вашиот син", му рекла таа. Поминува некој човек преку камен мост и го гледа Тарзан како се спрема за да скокне од Вардар. "Немој да скокаш, долу има многу школки." "Јас сум Тарзан", рекол Тарзан, "крал на животните, не се плашам ниту од лавови, ниту од слонови, а камо ли од вашите школки?" Скокнал Тарзан и после 5 минути излегува цел со крв и го прашува човекот: "Какви се тие школки на дното?" Човекот му одговора: "Па има 2 од фикио и 1 од лава." Ноки, зима, автобуска станица. Семејство со 8 деца и стара баба со бастун чекаат автобус. Доаѓа преполн автобус. Мајките и децата си качуваат него, влегуваат, а за мажот и за бабата нема место. Тргнуваат пешки, мртва тишина. Се слуша само чук, чук, чук од бастунот на бабата. "Мори, бабо", и вели мажот на бабата. "Да ставаше една гума на тој стап, да не тропаше толку, ќе беше многу подобро. Доста ми од студото и пешачењето, па сега и него го слушам да ме нервира. А ти да ставеше една гума на твојот стап, сега ќе си седеме во топлиот автобус", му одговорила бабата. Перо оди во пустина и збеснат за вода, нема вода, бара вода. Оди и гледа езеро. Оди кај езерото и што ќе види? Кај езерото змеј. Перо ги собира последните сили и скока да се тепа со змеја. Змејот го фаќа и го тропа од земја и му вели: "Што сакаш бе?" "Абе, вода да се напија." "Па напии се што се тепаш", му рекла змејата. Во кафиш во Кавадарци седе една женска, а спроти неа згоден дечко. И оваа си мисли: "Леле, како ме гледа мистериозно, зашто ли размислил? О, за мен, сигурно му се допаѓа. 100%. Леле, душа, колку е сам романтичен, нежен." А дечкото си мисли: "Абе, требаше да ја ставам Манчестер 2 у 1. Може ќе ме зафркне, може не, а му баба квота е. И шо ваа зјапнало у мене каја да сум не само. Боже, как ти им." Една кокошка снела јајце тешко 5 килограми и кај неа дошол репортерот од локална телевизија и ја прашал: "Како се случи тоа?" "Тајна", одговорила кокошка. "Какви се вашите планови за иднина?" "Да снесам јајце тешко 6 килограми." Потоа репортерот го прашал Петол: "Како се случи тоа?" "Тајна", одговори Петол. "Какви се вашите планови за иднина?" "Да му ја скршам главата на нојот", одговорил Петол. Селенец продал петел на пазар. Доаѓа купувач и упрашува: "Леле, колку хубав петел, им се качува ли кокошки?" Да, им се качува и не само на кокошките, и на гуските, патките, козите. Еднаш дури и на кучето му се качи. "Тогаш зошто го продаваш?" "Од вчера нешто и мене чутно почна да ме гледа." Двајца комши и старци ги фатило пролив. Вецината им било едно до друго и така си седеле со денот. Кога еден ден се слушнало чклуп: "Ајде, комшија, честита", рекол еден. "Што честита бе, ми падна велицата", рекол другиот. Плавуша се јавува полиција и вели: "Ми го украле радиото, воланот, кочниците, папучите за газ, па дури и сокот од алоe вера." Личноста од другата страна на телефонот и одговора: "Смирете се, господи, полицајците веќе на пат кон вас." Неколку минути позна полицајецот се јавува преку радиостаницата на колегата и му вели: "Ве молам, занемарете го последниот повик. Господјата погрешка седнала на задното седиште." Дечко испрча девојка. Стигнуваат кај неа и таа му вели: "Моите родители ги нема, може да дојдеш да пиеме кафе?" Не, се уште добро не се познавам", рекол дечкото. Девојката си помислила: "Каков джентлмен." Момчето си помислила: "Штета што не ги сменив чорапите." Си имал Мујо питбул, а Хасо волче. Се здавиле кучињата и на питбулот и питбулот го извел волче. Хасо купил добро, пак се степале кучињата и пак питбулот победил. Хасо отишол по трет пат и купил шампанец.
но питбулът и него го повидал. Епте налутен Хасо отишъл по ново куче и после 2 дена се вратил с пекинезер. Муjo се сгазил от смене кога го видал пекинезерот, отишла кучината позади гръмушка да се тепа, после некое време се враќа пекинезерот, носечи ја гладата на питбулот. Муjo кога видел што се случило, почнал да плаче. Знаеш ли бе ти колку јас пари платив за тој питбул? А ти знаеш ли јас колку платив пластична операција за овој крокодил да ми го направат пекинезер, рекол Хасо. Вибрана девојка праќа SMS со многу љубов на мобилниот телефон на својот сакан. Љубов моја. Во неа пишувало: љубов моја, ако спиеш, прати ми го твојот сон. Ако се смееш, прати ми ја твојата насмевка. Ако пак плачеш, прати ми ги твоите солзи. Тој одговорил: те сакам. Тој одговорил: љубов моја, во вец се сум, Кења, што да те пратам? Тинејџер врти околу црквата на Великден. Попот се сврти околу него и му вели: Христос воскресе, чедо. Слушна, брат, страшна работа, говорил тинејџер. Влегува наркоман во црква и му вели на попот: Кај си бе, нинџа? Добро ти е станеш, само постерите се нешто стари. Си бил некој човек и многу даткал. Отишол на доктор и докторот му рекол: нема проблем, ќе го решиме. Тоа само услов ќе треба да го сецниме малку долу 2 сантима. Задоволен човекот прифаќа и си оди дома. По некое време, жена му, незадоволна од сексуалниот живот со него, го напушта. Тој останува сам и тажен. Никој не го сака. И овој отишол пак кај докторот и да си ги побара 2 сантима назад. Но доктор дъткајчи му одговори: Извинете, ама нема да може.